Изгорени ѕидови, цела покуќнина, прозорци и врати. Една недела по пожарот во Кратово во кој изгореа 2 куќи, ситуацијата на терен далеку од добра. Семејството Стојановски се труди да поправи барем ништо за да има каде да живее. Се она што го штедевме 20 години се вложуваше дома го снима за миг, вели Зоран Стојановски, додавајќи дека сега финансиски е нестабилен за повторно да ја врати куќата во правобитна состојба или барем да ја оспособи за во неа да може да се живее. Куќата е речиси целосно изгорена, дури и ѕидовите и бетонот, фасадата изгорена, прозорите. Значи, во моментот на пожарот бев јас дома и со малата. Излеговме надвор и цела по куќина све што сме имали, освен овие јалиште на нас, другото е све целосно уништено. Моментално состојбата е како никаква. Ова за да се обнови треба доста пари. Јас со една плата не сум моќен скоро ништо да направам. Куќава ја градев 20 години ја градев. Се што сум работил, сум печелил, сум штедел и кредити, и уште имам кредити за враќање. Пред 4 години ја завршив од надвор со фасада и таман мислевме дека ете, нели се обезбедивме куќа, решивме еден проблем во животот. Не снајди ова белја. Неговата мајка спие во единствениот покриен дел од куќата кој не изгорел во пожарот, а тој и останатите членови од семејството спијат по роднини. Вели потребни се финансиски средства за да се покрие куќата и да се оспособи барем една соба во која ќе може да живеат. Мајка ми, жена постара, она не сака да си двои од куќава. Имаме едно сопче, така малку не остана спасено. Она тука спие и синот го остана со нејзе да не биде сама, а ние породнини. Дење сме тука, работиме, ноќе сме ка роднини на спиење, дење тука. И тоа е моментално, значи, основни потреби што ни требаат да ставиме плоча, да се заштити куќата, затоа што ако почне да врне, цела ќе се распадне и ѕидовите. Значи, први средства да ставиме плоча и да може да оспособиме една соба привремено за седење. Моментално немаме ниту фрижидер. Еве луѓе си јавуваат, носат, сакаат да донираат храна. Кај ќе ја чуваме храната? Значи, храната ќе ја донесе, треба да има кај да ја чуваш. Немаме фрижидер, немаме ниту перална, само еден кауч имаме. Друго, ништо, тоа е облека. За сега донесува луѓе, за сега добро е, значи облека колку толку, благодарност до сите тие што донесува. Стојановски има отворено трансакцијска сметка на која може да се донираат финансиски средства за тој и неговото семејство да може да ја направат куќата која изгоре во пожар во Кратово.